Се уште не е утврдена локацијата за изградбата на регионалниот стационар за куќиња скитници во Источнопланскиот регион, а таа ќе биде позната по изработката на визибилити студијата и техничката документација за проектот. Од Источнопланскиот регион Штип вела дека во тек се активности за обезбедување финансиски средства за подготовка на документацијата, чија проценета вредност изнесува околу 5 милиони денари. Очекувањата се дека до крајот на годинава да биде избран операторот кој ќе почне со изработка на потребната документација. Проектот треба да понуди долгорочно решение за справувањето со проблемот со куќињата скитници во источниот регион. Источнопланскиот регион веќе аплицираше на повеќе програми со цел да се направи визибилити студија и техничка документација за изградба на регионален стационар. Самата визибилити студија ќе го даде одговорот дека каде ќе биде локацијата на стационарот, така да по обезбедување на средствата за изработка на нова техничка документација ќе знаеме понатаму во текот на настаните каде ќе биде локацијата. Проценетата на вредност на концептот за визибилити студија и техничка документација е 5 милиони денари. Се надевам дека во текот на овие месеци ќе добиеме извор на финансирање за до крајот на годината да добиеме договор за оператор кој што ќе почне да работи на документацијата. Откако ќе добиеме договор, ќе биде готова во текот на наредната година, за потоа понатаму да имаме еден правец и да обезбедиме извори на финансирање за изградбата на стационарот. Со цел заштита на милениците, денеска во Штип исто така беше презентирана и новата стратегија за справувањето со популацијата на бездомни и сопственички куќиња, во која учествуваа повеќе државни институции и организации. Од Агенцијата за храна и ветеринарство велат дека прво ќе се прави анализи и мапирање на состојбата на терен, пошто ќе се изработат насоки и мерки за секој регион поединечно. Во сите региони можам да кажам дека е еден генерален проблем, а тоа е неодговорното сопствеништво. За жал свеста кај луѓето во однос на чување на миленици е многу ниска и секојдневно се соочуваме со напуштање на миленици, како на возрастни, така и на цели легла. Тоа се најмалку по 10 куќиња дневно на улица повторно. Што предвидува новиот закон за овие кои што ги напуштаат? Новиот закон предвидува драконски казни за напуштање на миленици, за мачење, измачување и за има неколку членови кои што се однесуваат на висока парична казна од 5000 евра, особено за напуштање на миленик, после што следува и трајна забрана за чување на миленик. За актуелниот проблем, професорот на ветеринарниот факултет Скопје, кој денеска присуствуваше на настанот во Штип Владко Илиевски, кажа дека е важно да се смени најпрво перцепцијата во нашето општество. Ние треба перцепцијата за овој проблем да ја смениме во нашето општество и затоа во оваа нова стратегија се обидуваме да примениме нови индикатори со што ќе го пратиме овој проблем. Перцепцијата е во аспект на тоа да ние треба да ги пратиме изворите на нови куќиња, заради тоа што цело време зборуваме за бездомна популација, воопшто не обрнуваме внимание уствари на купната популација во државата, посебно во општините. Така да во новата стратегија ние ќе се обидиме да покажеме некакви мерливи индикатори кои што ќе морат во континуитет да ги пратиме за да можеме да знаеме како популацијата на куќиња се развива во Македонија. Например, обично тоа го прашуваме како еден трик прашање во смисла на тоа секогаш знаеме например колку жители има општина Штип, а дали знаете колку жители има како куќиња во општина Сплит, како вкупна бројка. Крајната цел на сите институции е да се спречи појавата на бездомни куќиња и да се спречи оставањето на нив на улица.